Секој джентлмен треба да изгледа соодветно облечен во зависност од пригодата во која што се наоѓа. Тоа е одликата на еден модерен господин. Машката мода има претрпено многу, особено кога станува збор за стилот на облекување. Но Джентлмен магазин има за задача и знае дека првиот впечаток е најважен, особено кога станува збор за бизнис светот. Бидете джентлмени, негувајте стил. Кога е добро време за да почнеме да негуваме добри навики? Секогаш е добро време. Затоа вие и јас и сите ние да почнеме да негуваме добри навики. Облеката е начин да се изразиш без да проговориш, особено во бизнис светот. Денес имам чест да разговарам со еден човек кој што е професор, поранешен дипломат и голем господин. Васко Наумовски. Добар ден и добре ми дојде. Добар ден, добро ве најдов. Задоволство ми е што сум во вашата емисија. Задоволството е наше, веруени. Како си, господине Васко? Добро, благодарам. Се прилагодуваме полека на првите пролетни денови. Верувам дека ова пролет и ова година ќе биде многу подобро од минатата. Да се надеваме дека ова време, не време, конечно ќе заврши. Доцна зима, рана пролет. Васко, би сакале малце да се навратиме на твоите почетоци, во времето кога влеговте во дипломатијата, во политиката, можам да речем. Што е тоа што ве натера, што ве тригерна, да кажам, да го покренете тој чекор? Па јас уште за време на моите студии се определив да се занимавам со меѓународното право, меѓународните односи, магистрирав и европски интеграции, што секако е дел од таа меѓународна политика и на некој начин она што го учев на факултетот и на моите последипломски студии и докторатот, на некој начин го трансферирав од теорија во практика. Секогаш е различно во сите области, па така и во она што јас и денес го предавам, и бев дел од тоа како практичар своевиден. Има определени разлики меѓу теоријата и практиката и се обидов она што го научив во практичниот дел да го пренесам повторно на моите студенти во теоријата. Тоа е добро, обично викаат дека ако си добар практичар не значи дека си добар теоретичар, но кај тебе се испостави дека и во двете работи си баш одличен. Дипломат и политичар, дипломатија и политика. Што е разликата помеѓу дипломатија и политика? Па мислам дека дипломатијата е една би рекол, чиста форма на општење помеѓу субјектите, помеѓу представниците на државите, представниците на владите, додека политиката често пати се асоцира со некои непријатни, па дури валкани, би рекол, потези, додека во политиката луѓето се преоптоварени со дневните препукувања, со своевидно војување меѓу различните политички субјекти. Во дипломатијата тоа се одвива на еден пософистициран начин и дипломатијата е дел од пошироката политичка сфера, меѓутоа не се однесува толку на дневната политика. Затоа мене често народски знаат да ми кажат добар дипломат си ти. Сега сваќам што сакале да ми кажат. Васко, апсолутно важиш за успешен човек кај нас. Како што кажав, и професор, и дипломат, човек кој што секојдневно напредува. Како успеваш да се справиш со секојдневните предизвици? Стигнуваш ли се да направиш? Па секој човек треба да направи приоритети што него му е значено во животот, што сака да постигне. Јас во определен дел од мојот живот се посветив на академската кариера, студирав и во Македонија и делумно во Сојузна република Германија, на универзитетот во Бон. На некој начин кариерата ме одведе повторно и во академските води како професор. Еден дел од кариерата го поминав како амбасадор во Соединетите американски држави. Пред 10 години некаде бев и дел од владата. Се занимавам и со определени активности во невладиниот сектор, држиме повеќе обуки, семинари за помладите генерации и се обидуваме да направиме некаков баланс околу тоа. Секако тука се и личните моменти, семејството, пријателите, кои што во одреден период можеби и биле своевидна жртва на целите кои што требало да се остварат во тој период. Секогаш треба да бидеме внимателни дека
каква и позиција да извршуваме, на крајот на денот секогаш семејството е тоа што каде што се враќаме и тоа што најмногу мисли на нас и ни го мисли на доброто. Да. Морам да те прашам, со сите овие титули, кога Васко си легнува навечер дома, Васко си легнува како Васко или си легнува како со некоја титула, што најмногу тоа ти се врти во главата тогаш? Па, титулите, знаете, се една минлива работа пред се. Секоја позиција, секоја функција има свој почеток и свој крај. И што порано го свати тоа човек, толку подобро ќе биде и во текот на извршувањето на таа функција, а уште подобро и после завршувањето на таа функција. Знаете, има една изрека, немојте да ги заборавите луѓето што ги среќавате на вашиот пат нагоре, затоа што тоа ќе бидат истите луѓе што ќе ги среќавате на вашиот пат надолу. Се има свој почеток и крај, секој има своја шанса да направи нешто за својата заедница, за својата држава. Додека ја има шансата, треба се потруди да го направи тоа најдобро што може и да ги извлече поуките од тоа. Секако, успехот или неуспехот од извршувањето на одредена функција ќе се цени од останатите луѓе и од историјата конечно. Да, токму така, и мислам дека еден джентлмен и еден човек пред се тоа што го спомнав и да го заокружам, големината во него се гледа кога си легнува нели навечер да си легне како он, како тоа што вистински е, затоа што титулите се нели и минливи и менливи. Спомнавте дека политиката знае да биде валкана на вистина. Се сложувате со таа изјава? Па, за жал, не само кај нас, не само во Македонија, и во други држави и насекаде низ светот, политичарите често пати се асоцираат со непријатни работи и околности. Можат да се идентификуваат и личности кои што во политиката влегле и со честни намери, сакле да направат нешто добро, нешто позитивно. Постојат и области каде што тоа е реализирано, не се е толку валкано, меѓутоа, за жал, мислам дека ние се уште имаме многу да направиме со цел да исчистиме политиката и да ја доведеме во она нејзина основна функција, тоа е да прави добро за државата и за граѓаните. Живеевте во САД. Колку тоа бара жртва, колку тоа се исплатеше, колку сте вие задоволен од целото тоа живење таму? Па јас поминав 4 години како амбасадор на Македонија во Вашингтон, во Соединетите Американски држави, што беше пред се една голема чест за мене, една чест да се представува државата и нашите граѓани во Соединетите Американски држави. Секако тоа претпоставуваше и повеќе жртвувања на страната на моето семејство, меѓутоа секогаш треба да бидеме свесни дека кога ќе ни се пружи определена шанса, ќе ни се даде определена можност, треба да искористиме со цел да се обидеме да оставиме некаков печат во развојот на нашата држава и пред се во конкретниот случај во развојот на односите помеѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Имав прилика да се сретнам, да разговарам со многу луѓе таму, со американските председатели, државни секретари, членови на Конгресот, Сенатот и на тој начин да ја представам Македонија во најдобро светло што можам. Тоа представува една голема одговорност. Вие како амбасадор сте лицето на државата, лицето на вашите граѓани и треба да го вложите максимумот, не смеете да си дозволите грешки, затоа што преку вас, преку вашите постапки се оценува конечно и политиката на вашата држава. Дали бевте добро прифатени од американците во Америка? Како македонец, како амбасадор на Македонија? Да. Морам да кажам дека имавме исклучително коректни односи со американската администрација, со домакините на сите нивоа. Ние покрај оние традиционални политички односи и комуникација со институциите, имавме и многу активности, проекти со многу американски универзитети, болници. Постоеше еден голем степен на размена помеѓу нашите студенти, професори, лекари кои што присуствуваат таму на обуки. Имавме исклучително плодна дејност во привлекувањето на американските инвестиции. Кај нас посетивме многу американски компании и на тој начин мислам дека представувајќи ја Македонија дополнително придонесовме за зближување на двете држави и на двата народи и оставивме еден добар впечаток. Резултатите од тоа, впрочем, доаѓањето на многу американски компании овде и подигнувањето на нивото на економските односи е нешто што мислам дека можеме да го набележиме како позитивен резултат од тој период. Исто така да не заборавиме дека имавме многу активности насочени кон приближување на нашата култура и традиции кон американската јавност, така наречената јавна дипломатија, контактите кои што имавме со многу културни институции таму,
Да не ги заборавиме и нашите македонци, македонската заедница која Тоа сакам да прашам. со години живее во Соединетите американски држави и која што придонесува за зближување на двата народи, своевиден мост помеѓу двете држави. Тие се нашите постојани представници во американското општество, со нивното делување, со нивната културна дејност, меѓутоа и со пошироката општествена дејност придонесуваат за промоција на нашите вредности и на нашите интереси. Да ве прашам вас, гледачите на првиот ТВ магазин за џентлмени кај нас. Кога последен пат сте виделе вистински џентлмен кај нас? Дали ги препознавате? Дали сте виделе како се однесуваат? Дали тоа сте го виделе само на филм, само во нашиот џентлмен магазин? Или сте ги виделе и на улица? Ако сте ги виделе, дали сте успеале да ги препознаете? Да ги вратиме вистинските вредности? Ја бараме вашата поддршка, а ние ќе продолжиме да ги презентираме нашите најдобри џентлмени. Добрите навики се само еден чекор понапред кон градењето на џентлменство, да бидеш подобар човек и да бидеш џентлмен и господин. Колку сакаш да ги негуваш добрите навики и колку е важно како дипломат и пред се како џентлмен да се изгледа добро? Секако дипломатијата наметнува строги протоколи и за облекување и за однесување. Понекогаш се чини дека се тие преформализирани на некој начин. Меѓутоа, сето тоа е дел од традицијата на дипломатијата во зависност од државата од која што се доаѓа или пак каде што се престојува. И на тој начин се дава една дополнителна важност на сите тие дипломатски активности. За секоја прилика постојат посебни стандарди и на облекување и на однесување. Во Соединетите американски држави тоа е можеби пофлексибилно за разлика од некои други држави, меѓутоа сепак задржано е едно ниво на однесување и сите дипломати кои што престојуваат таму мора да ги следат тие строги протоколи. Сега понекогаш на човек кој што секојдневно работи согласно тие протоколи и стандарди, понекогаш и му е можеби здодевно од таа монотонија, но секогаш постојат и други активности надвор од работните активности кои што возможуваат човек да се чувствува и покомотно и да се облекува и однесува по неформално. За влез во Белата куќа треба да имаш одреден изглед, одреден протокол за облекување, има ли? Да, во Белата куќа, особено ако се работи за средба со претседателот на САД, наметнат е еден кодекс на однесување, официјален код на облекување, кој што е задолжителен за сите оние кои што имаат средба со него. Можеби не толку строго како во Велика Британија, во Шпанија или во некои други европски држави, меѓутоа и САД имаат едно определено ниво. Секогаш е тоа пред се еден строг протокол и од безбедносен аспект, и од организацијски аспект, и секој оној кој што влегува таму секако мора да се придржува на тие протоколи. Со кого имаше прилика да се сретнеш од Белата куќа, од големите фаци, што за нас тука се големи фаци, сепак? Па при стапувањето на должност, самиот чин на започнување на извршување на амбасадорската функција е предавањето на акредитивните писма во Белата куќа на претседателот на Соединетите американски држави. Во мојот случај тоа беше претседателот Обама пред 6,5 години некаде. При нашата средба во Белата куќа, јас во името на нашата држава и нашиот претседател му ги предадов акредитивните писма и имавме шанса да разговараме неколку минути тет-а-тет насамо. Можам да кажам дека беше доста пријатен разговор, неформален, се однесуваше на секојдневни аспекти на живењето во Вашингтон. Споделивме и мислења, ставови за нашите семејства, за прилагодувањето на животот во Вашингтон, бидејќи јас туку што пристигнав во Вашингтон во тој период, тој е роден и живеел во Чикаго, па со стапувањето на должност се преселил исто така во Вашингтон. И исто така имавме можности да оствариме средба со тогашниот подпредседател на САД Џо Бајден, кој што денеска е сегашен председател на САД.
Со Бајден имавте тета-тет средба или тоа беше Не, поформално? со Бајден беше во рамките на една групна средба која што ја имавме во Белата куќа, исто така во рамките на делегацијата бевме четворица во името на Македонија и од таа страна беше делегацијата на САД предводена од тогаш потпредседателот, а сегашен председател Бајден. Знаеше Бајден каде е Македонија и требате да му објаснувате на мапа. Изненадувачки тие беа многу добро информирани. Сепак се работи за Белата куќа, за прилично сериозна дипломатија и држава која што многу добро ги подготвува тие средби, тие состаноци. Се однесуваше нашиот состанок и на билатералните односи. Можам да кажам дека на взаемно задоволство и денес и тогаш ние имаме исклучително добри односи со Соединетите Американски држави и тие односи само може да се надоградуваат во идни. Имам една информација дека Белата куќа е градена од 5 најдобри мермери во светот, а Прилепскиот мермер важи за топ 3, така да мислам дека можно е во Белата куќа да има замешано Прилепски мермер, тоа треба да се провери. Да, сега во Белата куќа е една исклучителна градба и од архитектонски аспект, меѓутоа и од дејностите кои што се извршуваат таму, тоа е и работна просторија на американскиот председател, но и негова резиденција, таму живее тој со неговото семејство, една од градбите која што е најмаркантна во Вашингтон и во САД, воопшто место каде што престојуваат милиони туристи годишно. Постои посебен протокол за влез на туристите во еден дел од Белата куќа, каде што може да се почувствува таа динамика и да се види се она што е направено таму внатре. Таа е доми на повеќе значајни колекции од уметнички аспект и топло би препорачал на секој кој што има можност да престои во Вашингтон да се обиде преку нашата амбасада да влезе во Белата куќа како турист. Туристичка тура, да. Спомна во неформален разговор дека живееше во многу интересно мало, интересен кварт во Соединетите Американски држави и при тоа си имал прилика да сретнеш доста интересни фаци. Може ли малку околу тоа? Па да, нашата амбасада македонска во Вашингтон е сместена во една од најдобрите населби, населбата Калорама, каде што се сместени најголем дел од амбасадите и резиденциите на амбасадорите, меѓутоа и која што е место на живење на многу поединци од американскиот политички, општествен, економски живот. Во нашето соседство, откако му заврши мандатот, се досели председателот Обама, кој што продолжи да живее во Вашингтон. Во близина на нашата амбасада и резиденција живееше и керката на досегашниот американски председател Доналд Трамп, Иванка Трамп, со низиното семејство. Собственикот на Амазон се досели во тој период кога ние бевме таму. Многу државни секретари, членови на Конгресот, сенатори, бизнисмени беа дел од таа средина таму, но за разлика од нашиот, да речеме, малски живот, животот во Вашингтон не предпоставува многу блиски меѓусоседски односи. Секако се разминувавме со некои од овие личности кои што ги споменав на улица, меѓутоа ја нема таа близина како што имаме ние овде, но на некој начин нивното присуство, живење тука даде дополнително значење на животот таму, ги подигна безбедносните стандарди на живење, што беше добро за сите наши соседи, но во одредени моменти представуваше и проблем, бидејќи сета таа безбедност понекогаш представува и проблем за одвивањето на сообраќајот, движењето на останатите луѓе и така натаму. А дали американците додека ти беше таму преку тебе или можеби поготово некој од овие фати што ги спомнаш што ти биле комши, имаа можност да ја пробаат далеку прочуената македонска ракија? Македонска ракија имавме во амбасадата за време на одредени приеми кои што ги организиравме. Најчесто тоа беа донации од компаниите кои што ги извезуваат македонските пијалоци во САД. На сите наши гости им дававме, им нудевме да пробаат и од нашите традиционални јадења, од нашите традиционални пијалоци. Заедничкиот впечаток на сите е дека нашиот македонски ајвар има навистина посебен вкус и секако пијалоците, македонското вино, македонската ракија се ценеа од сите, а посебно од нашите домаќини американците. Спомна дека читаш книги. Нешто читаш моментално или нешто што би сакал да го препорачаш на нашите? Периодов изминатите години сум фокусиран на стручната литература пред се, имајќи предвид дека областите
со кој што јас се занимавам од академска гледна точка се во еден постојан разор, постојано се случува нешто ново, постојано има нови настани, нова литература која што треба да биде совладана и од нашите студенти, меѓутоа и за да бидеме во тек постојано со се она што се случува, но морам да споменам дека и во последниот период има многу издавачки куќи овде во Македонија кои што се посветени на издаваштвото и на она литература од оној друг аспект, не стручна литература. Иако можеби не наликуваме на некои од европските метрополи согласно навиките за читање на нашата публика, мислам дека имаме доста потенцијал, иако можеби издаваштвото некогаш се подценува и е област од каде што нема толку голема заработка како во други области. Јас би им честитал тука на сите наши издавачки куќи кои што се обидуваат да ги приближат светските трендови до нас, меѓутоа понекогаш да се навратат на оние традиционални текстови од минатото во ново издание и на тој начин да ја одржуваат таа навика за читање на нашите генерации. Постојат многу области, пред се области кои што можеби сме ги поминале како дел од основното или средното образование, но доколку на нив се навратиме во подоцнежните години, ќе ги доживееме на поинаков начин. Со други очи, да. Ќе ги видиме со други очи и повторно ќе научиме нешто ново од нив. Читањето е една убава навика. Времето секогаш е во еден недостаток, да речеме, меѓутоа доколку се организираме добро, како што споменавме, се наоѓа барем половина час или час во текот на денот да се прочита нешто и на тој начин да се научи нешто и да се стекнат некакви нови знаења. Негувањето на добрите навики, негувањето на добрите манири се огромен дел во чекорот кон градењето на вистински господин и вистински джентлмен. Читањето книги е дефинитивно една од тие работи. Мојот соговорник денес тука сака со мене да сподели една книга која што зборува за джентлмените и се вика Джентлмен. Васко, повели. Она што го споменавме и претходно, а тоа е книгите, потребата за учење и за стекнување на нови знаења, секогаш може да се употреби во сите области, па така и во начините на добро однесување, добро облекување. Јас би сакал во оваа прилика и да споделам со вас и со вашата екипа и една книга за начин на облекување и однесување, која што би можела да биде искористена од сите джентлмени за надоградување на нивните знаења, навики и вредности и во тој дух да споделиме со што е можно повеќе поединци што значи джентлмен, што значи човек со добри манири, добро облечен човек и сите оние навики што треба да ги негува еден вистински джентлмен. Точно јас секогаш викам барем пола саат да се одвои, не мора повеќе, а може да се најде. Така да се надевам дека и ова ќе го прифатат луѓето и ќе почнат да го применуваат. После напорниот ден, кога си доаѓаш дома, знаеш ли да се напиеш добра пијачка? Па, мислам дека кога ќе заврши работниот ден, доаѓа оној дел кој што е посветен на семејството и тој исто така динамичен, понекогаш и подинамичен отколку работните обврски. Алкохол ретко конзумирам, само во посебни прилики би рекол, и на крајот на денот би сакал да најдам време за малку за себе, да прочитам некоја книга или пак да изгледам добар филм кој што на некој начин ќе го заокружи денот и ќе не подготви за наредниот ден. Ќе те подготви прво за добар сон, па за наредниот ден. Без кои 5 работи не можеш да го замислиш денот? Па мислиме на предмети, на објекти. Па мислиме на секојдневни работи што ги правиш, да кажеме кафе, не знам. Па секако да, како и на многумина денот започнува со кафе во некоја од кафулињата во околината на местото каде што живеам, телефонски повици со пријателите, со блиските, семејните обврски, активностите кои што ни се наметнати како семејни луѓе. Работните обврски се тука, дури кога деновите кога немаме работни обврски, во нашата професија се бара тој континуитет и посветување на читањето и на усовршувањето и надвор од она традиционална настава. Дури кога немаме часови во распоредот, ние сме во комуникација и со студентите и со колегите и мораме да бидеме достапни со цел да
да им излеземе во пресет на сите нивни барања и секако на крајот на денот тоа е домашната атмосфера, домашните обврски, сета она симбиоза во извршување на сите тие обврски и секако времето за себе. Професор, дипломат, политичар, во кој оддело најудобно се чувствуваш? Во која кожа? Мислам дека најдобро се чувствувам како поединец кој што би сакал да биде ценет согласно вредностите кои што ги застапува и согласно навиките. Како што споменавме и на почетокот, се на овој свет е минливо и сите оние титули ги разбирам како шанса да направам нешто за општеството, за државата. Верувам дека се она што сум го работел досега оставило некакво влијание во развојот на нашата држава и секој би требало да се посвети да направи колку што е можно повеќе за сопствената заедница, за сопствената нација. Секогаш ќе има различни видувања за она што било направено или не било направено, меѓутоа мислам дека доколку настапуваме со добра мисла, со добра волја, доколку шириме позитивна енергија, на тој начин ќе бидеме, барем совеста ќе ни биде чиста дека сме се обиделе да направиме нешто добро. Она на што сум посветен сега и планирам да бидам посветен во наредниот период е академската работа, работата со студентите, како и сите оние, би ги рекол, воншколски активности, но повторно се посветени на обуките, семинарите, усовршувањето и пренесувањето на нашите знаења на младите генерации. И во тоа е најголемата вредност на оваа наша работа, што нашето знаење го пренесуваме на други генерации. На тој начин добиваме шанса да учествуваме во изградбата на карактерите и на системот на вредности на идните генерации, кои што конечно ќе имаат можност да го пренесат тоа во нивните понатамошни професии и се оно што ќе го прават во наредниот период. Како генерации кои што доаѓаат, токму тие ќе бидат луѓето кои што ќе носат и државата на своите плеки, ќе имаат можност да направат многу работи за неа, да ја однесат во една подобра насока и на тој начин да овозможат повеќе придобивки за идните генерации и за нашата држава. Сите овие паметни реченици и зборови што ви кажа, ќе пробам да ги срочам во латинска поговорка, тоест во две латински поговорки. Мементо мори, карпе дием. Сите ние сме смртни и на крајот на денот треба да го искористиме денот со полн капацитет. Мене ми е навистина драго што ми беше денес соговорник и се надевам дека и приватно ќе пиеме кафе за да разговараме за вистинските вредности. Би беше задоволство, честитки уште еднаш до вас и до целата екипа за овој проект, за промоција на добрите вредности и за се оно што го правите. Ви посакувам успех понатаму во вашата работа. А вие, драги мои, запомнете дека секогаш кога разговарате со вашата сопруга, вашиот ум треба да биде свесен дека овој разговор се снима и најверојатно ќе биде искористен во следната караница. Уживајте. Добрите навики се темел на успешноста. Развивајте идеи и стратегии, а избегнете озборување. Кога започнувате да ја градите својата професионална кариера, првиот впечаток е многу важен. Последните неколку години се повеќе луѓето ги избегнуваат и не ги почитуваат дрес-код правилата за бизнис стилот. Но според едно истражување што е направено со професионалци и менаџери од различни компании, поголемиот дел од нив изјавиле дека гардеробата има големо влијание во шансите да бидете унапредени. Кога станува збор за деловен стил, класиката и едноставноста се сигурен избор и секогаш се во мода. Еден вистински господин дефинитивно треба да инвестира во сивиот костум. Тоа е парче за кое многумина вела дека никогаш нема да му помине модата, а мора да признаеме дека изгледа одлично. Во зависност од вашите желби и бојата на кожата, доколку одберете било која нијанса на сиво, нема да погрешите. Секако, најголемо внимание треба да посветите на тоа костумот секогаш да е струкиран и добро да ви прилега, а за совршениот и безпрекорен крој воопшто и не треба да стане збор, тоа се подразбира. Не сите костуми може да направат да изгледате впечатливо како сивиот и затоа мора да го имате во вашиот гардеробер. Совршен за во канцеларија, но подеднакво прилагодлив за следното формално дружење.
Црниот костум е еден од најформалните избори кои може да го направи еден господин. Црната боја почнала да се појавува во формалниот бизнис свет за време на Француската револуција некаде околу 1789 година. Црната боја е боја на мистерија, софистицираност и моќ. Црниот костум е најелегантната опција која секогаш ќе направи да изгледате средено и привлечно. Овој костум ќе ви возможи да идете на сите пригоди и манифестации. Во зависност од пригодата, вие ќе можете да си ги одбирате вратоврските, чевлите или пак бојата на кошулата. Трендовите се менуваат брзо, но ова правило во ниту еден случај не важи за црниот костум, кој секогаш ќе биде на врвот на машката мода. Ако работите во некоја сериозна корпорација или компанија, тоа не значи дека треба да носите постојано класични комбинации. Одличен предлог за мала промена за оние поопуштени работни денови е морнарско-син костум со бели риги. Ако овој костум го надополните со правите детали, тогаш дефинитивно ќе добиете полн поводок. Класичен часовник, бела кошула, вратоврска и џебно марамче. Овој тип на костуми постои и стои меѓу најпопуларните уште од минатото и кај голем број на генерации. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and a dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, and they really say I love you. I have babies cry, I watch them grow, and they learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Нема втор пат за прв печаток. Затоа, секогаш трудете се да изгледате убаво. Негувајте добар стил и негувајте добри навики.